Симулирано судење на правниот факултет во Штип повторно отвори тешки предмети од одделението за организиран криминал во Скопје. Но наместо судии, обвинители и адвокати предметите овој пат ги работеа студенти од државните правни факултети. Ние имаме предмет на кривичниот предмет, крадење на изборната кампања на Љубе Бошковски. Ние сме на тим 12 луѓи. Вкупно имаше 5 тимови, составени од студенти од 5 државни факултети по право. Во нашиот предмет конкретно станува збор за трговија и пуштање на наркотични средства во промет. Веќе сме и при крај со нашето образование и овие судења представуваат одлична можност за поставување на основата за понатамошниот развој на нас како идни правници во Република Македонија. Судењето беше симулирано, но постапките кои студентите треба да ги совладаат и презентираат од почеток до крај се реални. Преку подготовката на главната расправа, меѓутоа превземањето на сите действија во текот на главната расправа, особено знањата и вештините кои што студентите ги стекнуваат во делот на директното и вкрсеното испитување, на крајот донесувањето на одлуката, односно на пресудата и она што е многу важно исто така и оценувањето на студентите во делот на пишувањето на поднесоците. Судењето има надпреварувачки карактер, но во исто време истото представува и испит за студентите. Освен нивните професори и асистенти, во оценувањето учествуваа и судии. Деновите на стимулирано судење на правниот факултет во Штип се организираат по трет пат, а истите се поддржани од мисијата на ОПСЕ во Скопје.